Падна владиниот систем пред телевизија Алфа да постави прашање на министерот за правда Бојан Маричиќ, кој држеше онлайн пресконференција. Не успеавме да прашаме зошто веќе 2 недели институциите молчат за аферата што ја обелодени опозицијата за црногорскиот бизнисмен со руски конекции Миодраг Дака Давидовиќ, кој треба да гради згради во центарот на Тетово на земјиштето на поранешниот гигант Шик Јелак, но и дали тоа е патот до правдата. Иако пред почетокот на пресот од владината прес-служба направија тонска проба со новинарите која следеа пресконференцијата и требаше да постават прашање, сепак тоа не се слуши по завршувањето за сите новинари. Ви благодарам и отворен сум за вашите прашања. Прашања постави само Телма телевизија и тоа 3 поред, пошто од кабинетот на министерот ја одјавија конференцијата со оправдување дека имало технички проблеми. Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, ви благодарам на вниманието. Од службата што ги работи онлайн пресовите ни кажа дека имале проблеми со тонот и затоа морале да ја прекинат конференцијата. Инаку ова не е прв пат на прашање на Алфа да паѓа системот, и тоа кога се во прашање владини конференции. Потоа побаравме посебна изјава од Маричиќ, но иако ветија дека ќе направат напори да ни обезбедат изјава, тоа не се случи. Рекоа дека министерот заминал на седница, па затоа се понудија писмено да ни одговорат. Електронски испративме имејл, но до овие вести одговор нема. Инаку за аферата со Дака документи обелодени под председателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски. Подсети на разговорите кои одекнаа во јавноста во предизборието, во кој наводно се слуша гласот на Дака и осудениот дворекет Зоки Кичеец. Во овие аудио материјали се споменува и името на Зоран Заев и на Драги Рашковски, но за ова нема коментар ниту од владата, ниту од обвинителството. Николовски обвинува дека за админи на селбата на местото на Шик Јелак се кријат офшор сметки за евентуални матни трансакции и дупови сменети преку ноќ како и нарушување на урбаното живеење. Според податоците на Николовски, во Тетово ќе никнат згради со 2000 станови за 8000 жители, но и огромни деловни комплекси со вкупна заработка за инвеститорот од 200 милиони евра.